Представниците на транспортерите од Западен Балкан денес повторно побараа решение за проблемот 90 во 180 дена за престој во Шенген зоната. Со проблемот се засегнати околу 100.000 возачи, од кои 17.000 се од Македонија. Се трудиме сите да останеме во оваа држава, затоа што сепак истопанството ќе трпи многу повеќе отколку што се мисли, затоа што домашниот превозник секогаш е тој кој што е поевтин и пружа побрзи услуги затоа што се работи за оваа територија. Во однос на тоа што го кажува министерот, тоа е вистина дека секој треба на билатерална основа да ги решава проблемите, бидејќи ние сите имаме подпишано поединечно билатерални спогодби за визна либерализација, меѓутоа, бидејќи сите како држава имаме исти проблем, значи мораме и заеднички да соработуваме и да го решаваме. Ние како превозници не подпишуваме никакви спогодби, меѓутоа нашите државни органи подпишуваат и затоа од оваа страна како превозници даваме поддршка во секој случај да се види дека сме сложни и дека имаме еден заеднички проблем кој сакаме да го решиме и да го надминеме. Транспортерите се согласни да се почитува правилото 90 во 180 дена, но бараат негово децидно почитување. Предложивме како преодно решение кога веќе Европската комисија не сака да ја менува спогодбата која е создадена пред 41 година и на што му дојде времето одамна да се менува. Тогаш сме согласни да не се менува спогодбата, туку да се направи техничко приспособување, што би значило ако е кажано дека граѓаните на третите земји имаат право да престојуваат 90 во последните 180 дена, тогаш да се придржуваме на тоа правило. Но како? Така да знаеме дека денот не е минута, не е час, туку денот трае 24 часа. Значи ги бараме собствените и полни 90 дена. И ако Европската комисија прифати да ни ги брои целосните денови, односно изразено низ часови и минути, тогаш проблемот е решен или барем привремено решение. Ако останат при тоа дека првиот ден на влезот се смета како прв ден и денот на излезот како втор ден, тогаш сме во сериозен проблем кој лесно нема да се реши. Од Европската Унија, односно Европската комисија, кон овој проблем приоѓаат предпазливо и за во септември ветија состанок со представниците на транспортерите од Западен Балкан. Мицковски и неговата влада ги понижија државата и ги понижија граѓаните со уметничката инсталација со македонското знаме на прославата за 35 години независност на Македонија, обвинија денес од СДСМ. ВМРО ДПМН реагира. СДС креираат конфликти само за да останат во центарот на вниманието. На нивната официјална организирана прослава по повод 35 години од независноста на државата, платена со милиони евра народни пари, Мицковски и неговата влада ја понижија државата и ги понижија граѓаните. И наместо да кажат кој е одговорен, наместо да објаснат колку пари чини ова понижување, и наместо, што е најважно, да им се извинат на граѓаните што ги понижија нивните чувства, вчера се обидо со едно трагикомично објаснување да се оправдат дека всушност тоа што го видовме со така нареченото македонско знаме било, верували или не, уметничка инсталација. Кога немаат идеи и резултати, во Социјалдемократскиот сојуз произведуваат конфликти за да останат во центарот на вниманието. Суштината на политиката што ја гледаме од раководството на талогот Венко Филипче е Македонија да зборува за инциденти, расправи и поделби. Затоа што тие се навикнати на таков начин на водење на држава, па сега мислат дека така повторно и ќе дојдат на власт. Таа политика излезе на виделина кога пратија осудени насилници да направат инцидент во Новосело, токму кога и председателот Мицковски беше таму. Граѓаните знаат дека од овој Социјалдемократски сојуз, освен создавање на хаос и инциденти, проблеми и манипулации и друго и не може да се очекува. Трибина за меѓуврсничко насилство и вандализам денеска се одржа под покровителство на председателката Гордана Силјановска-Давкова, а по повод Меѓународниот ден на младоста. Младите се повеќе агресивни, па дури и брутални, а вандализмот им е на располагање во секој момент.
За председателката Силјановска Давкова и министерката за образование Весна Јаневска, поентите се превенција, доверба, добра навика, љубов и приоритети. Омилен учител, наставник. И мислам дека е тоа најважното во животот. Не трудовите што ќе ги објавиме, не функциите што ќе ги имаме. Тоа што ќе научиме некого и каква и да има политичка определба, статус, кога ќе ве сретне и ќе ви рече дека ќе ве памети, дека сте го инспирирале, дека сте му помогнале во животот, да научи нешто, да верува во себе, тоа е најважно. Тоа треба ние да го правиме уште од градинка. И особено она што најмногу ме боли, непочитувањето на, под наводници, така наречените разлики. Етнички, верски. Смешно е. Така сум им велела на студентите, кој кого прашува кој ќе види убаво девојче. Извинете, вие, како се викате, Беса, а вие од која етничка припадност сте? Глупости. Никој тоа не го прашува. Љубовта е секундарно чувство и се учи, и ние во сегашноста треба да ги учиме сите на љубов и на мир. Со вежбање и со учење. Учењето е и во семејството и на училиште, но кога ќе одговарам на прашањето. Третото е дека проблемот на агресијата на вистина не е само наш, тој е светски проблем, постои и ќе постои, но она што е најважно е да ние го превенираме. И конечно не можам да ги рипнам различностите. Председателката спомна убава девојка и љубовно момче, јас ќе спомнам болен човек и доктор. Кога одиме на доктор, не прашуваме кој е, од каде е и што е, туку дали е добар доктор. А докторот кога го гледа пациентот не прашува кој е, што е и од каде е, туку каква е болест има, лекува болеста. Во контекст на меѓуврсничкото насуство и вандализам во изминатиот период во државата се одржаа над 30 трибини со цел негово намалување и превенирање. Во Србија започнаа разговорите за висината на минималната плата за 2027 година. На првиот состанок представниците на српската влада, работодавачите и синдикатите разговарале за можност минималната плата од 1 јануари 2027 да биде зголемена за 9,2%. Доколку овој предлог биде прифатен, минималната заработка би се зголемила од сегашните околу 550 евра на приближно 600 евра месечно. Предложеното зголемување би значило и промена на минималната цена на работниот час. Наместо сегашните 371 динар, минималната цена би изнесувала 405 динари по работен час. Со ваква пресметка, минималната месечна плата би достигнала околу 70.470 динари. Бурни реакции во романската јавност предизвика случај на напад врз возило на службата за итна медицинска помош со повици за целосно забрана на социјалната платформа TikTok во земјата. Завчера во селото Речија Кристур во округот Клуш, локално население нападнало со секери и камења екипа на службата за итна медицинска помош, при што било искршено предното стакло на возилото, а возачот повреден. Медицинската екипа успеала да се извлече од нападот и да се врати во базата. Причината за нападот било видео објавено на TikTok за наводно постоење брза помош што киднапира деца. Видеото било генерирано или манипулирано со помош на вештачка интелигенција без да биде означено како содржина создадена со вештачка интелигенција. Албанија нема територијални претензии кон Србија, а поддршката за Косово нема никаква врска со идејата за голема Албанија, порача албанскиот премиер Еди Рама. Рама оцени дека Белград постојано ја враќа темата за голема Албанија секогаш кога Тирана јавно зборува за Косово, нарекувајќи го тоа застарен политички аргумент. Според Рама, Србија има право да управува со ресурсите што се наоѓаат под нејзина надлежност, но евентуалните последици од интервенција врз реката Ибар не завршуваат автоматски на српската граница. Тој се повика и на меѓународното право за водите, посочувајќи дека реките ја следат географијата, а не дипломатските пораки.
Универзитетот Гоце Делчев Штип го отвори конкурсот за новите студенти. Има место за 3341 студент на 12 факултети и 3 академии, објави ректорот професор доктор Дејан Мираковски. Првиот уписни рок е идната недела, односно на 19, 20 и 21 август. Објавување на прелиминарните резултати ќе биде на 26 август, објавување на конечните решенија за прием на 31 и запишување на примените кандидати на 1, 2 и 3 септември. За оние студенти кои не чекаат утре, системот е подготвен и активен. Имаме пријави над околу 560 пријави или некаде околу 28% повеќе од истиот период лани пријавено студенти. Студентите може да ги поднесуваат пријавите, може и директно да ги донесат документите, како што кажав, уписите се идната недела, среда, четврток и петок, значи од 19 до 21, тимови од наши тимови се веќе подготвени и присутни на работните места и ќе ги сервисираат сите потреби како и до сега за пријавување на студентите на уписните документи ќе се примаат не само во Штип, туку и во Скопје и во Струмица. Вообичаено, најголем интерес има за факултетот по медицински науки. Најголем интерес за сега стандардно се забележува на факултетот за медицински науки, потоа факултетот за информатика, економски, правен, интерес има и на техничките факултети. Би сакал дополнително да додадам дека и оваа година, како и другите години, ќе имаме за најдобро рангираните кандидати, што се пријавуваат во првиот уписен рок, ослободување од партиципацијата, за кандидатите што имаат повеќе од 80 поени. Согласно досегашната определба, Универзитетот Гоце Делчев Штип за најдобрите и студентите со посебен социјален статус обезбедува студирање без партиципација. Комплетно ослободени од плаќање за 4-годишно студирање се студентите на Филолошкиот факултет на групата за македонски јазик. Августовскиот рок за матура започнува утре, 12 август, со изборниот екстерен испит по математика или англиски јазик, а на 14 август ќе се полага мајчин јазик и литература. Вкупно 1460 кандидати се пријавени за августовската сесија, 1328 за државна, 126 за стручна и 6 за уметничка матура. Во Штип утре полагаат 61 кандидат. На 12 август започнува полагањето на испитот од државната матура за учениците кои не го положиле испитот, некои од испитите кои што се предвидени да се полагаат државна матура, започнува со полагањето на странски јазик или математика, во зависност од тоа учениците што ќе изберат да полагаат. Во општина Штип имаме пријавено вкупно 56 ученика кои ќе полагаат странски јазик. Значи најмногу англиски јазик, додека за математика нема пријавено да полагаат во овој испитен рок. Додека што се однесува за вториот предмет, а тоа е задолжителен мајчин јазик, односно македонски јазик за учениците на територијата на општина Штип, го полагаат на 14 август и вкупниот број на ученици кои полагаат е 5 ученика. Полагањето ќе се одвива во Скопје, Тетово, Прилеп и Штип во кампус 2, а со почеток во 9 часот. Полагањето се одвива во кампус 2 на Универзитетот Гоце Делчев, веројатно сите ученици ќе бидат таму, бидејќи е помал бројот. Секако ќе има тестатори и ќе има соодветни подготовки за да се одвива се во најдобар ред при полагањето. Делчево за прв пат ги собра своите иселеници на форумот на диаспората под мотото Делчево е таму каде што има делчевци. На средбата учествуваа делчевци кои живеат и работат во Италија, Германија, Австрија, Швајцарија и Англија. Градоначалникот Гоцевски ги представи можностите за инвестиции и развој во Делчево, а диаспората даде предлози за идни партнерства во областа на недвижностите, туризмот, IT-технологијата и дигитализацијата. Сега дека нашите иселеници пред мен убарат подобрување на услугите кон воопшто кон сите граѓани подеднакво. Нормално кога идат тука во Делчево било каде, сите доаѓаат и за кратко време сакаат да завршат повеќе работи и нормално можеби првото барање е секој пат подобрување на услуги за кои што ние како локална самоуправа и тоа како работиме да го направиме. Секако во втора насока е дружбата и оние врски кои што сакаат да се ги вратат со родниот крај и не случајно во повеќе населени места имаше иселенички вече и се уште има.
се доголна на 15 средничка вечер во населата Расени, кој што е веќе обстојува со децени, и тоа што општина Делчев нуди како можности за директни инвестиции и вложување на нивните капитални средства кои што ги имаат вложено со нивниот поминат труд во странство. Многу од нив сакаат да пробаат да се вратат, да остават нов бизнис, и не случајно ние кога имавме сега посета од неколку општини во Италија и запознавме со токму такви позитивни примери на наши селеници кои што биле во Италија, биле во Швајцарија, се вратиле во Делчево, основен собствен бизнис преку мерки кои што ги нуди Министерство за економија преку оперативниот план, и веќе неколку години обстојува, така да тие се клучните три барања кои што нашите селеници ги бараат. Се пробива пат до врвот на Исерот во Штип. Ова е воведна градежна активност за почеток на реставрирање и изградба на тврдината. Овој проект чини 1,5 милион евра и еден од најголемите кои ќе се спроведат во општината. Културно-историскиот локалитет Тврдина ќе добие нова, современа и модерна верзија, која ќе се очекува да биде вистинска туристичка атракција, а Штип препознатлив по уште една дестинација. Според предвиденото, градежните активности ќе започнат во септември и ќе траат 3 години. За овој проект, градоначалникот Иван Јорданов на неговата промоција пред повеќе од една година изјави: Од она кое што го предвидува самиот проект, како што напоменав, предвидува 3 кули кои што се меѓусобно поврзани со ѕидини, целосно осветлување на оваа кале, на овој акропол, пристапни скали и можност за движење на посетители во рамки на самата тврдина, нешто кое што не само што ќе го реставрира и ќе го врати автентичниот изглед на некогашното кале над Штип, туку ќе овозможи со самото целосно осветлување еден нов визуелен изглед на нашиот град, но и можност сите посетители кои што доаѓаат во Штип да го посетат оваа кале и тврдината Исар, која што, како што напоменав, е символ на нашиот град. Измамници преку лажни профили, SMS пораки и електронски адреси бараат пари во име на јавното предпријатие Стипион Штип, представувајќи се како представници на предпријатието и службата за паркинзи. Преку пораките, граѓаните добиваат известувања и барања за плаќање на наводни казни за сообраќајни прекршоци. Од Стипион категорично се оградуваат од ваквата комуникација и апелираат граѓаните да бидат особено внимателни. Јавното предпријатие Стипион нема никаква поврзаност со испраќачите на овие пораки и се оградува од нивната содржина. Официјалната комуникација поврзана со работата на јавното предпријатие Стипион и службата за паркинзи се врши исклучиво преку официјалните контакти на предпријатието. Соопштуваат од јавното предпријатие Стипион. Од предпријатието апелираат граѓаните да не отвараат сомнителни линкови или прилози, да не одговараат на ваквите пораки и да не споделуваат лични, банкарски или податоци од платежни картички. Граѓаните да не вршат уплати по инструкции добиени од неофицијални профили, телефонски броеви или електронски адреси, а сомнителните пораки и профили да ги пријават до надлежните институции. Сугерираат од Стипион. За проверка на автентичноста на одредено известување, граѓаните можат директно да контактираат со јавното предпријатие Стипион преку официјалните контакти на имејл адреса stipion.parkinzi@yahoo.com, како и jpstipion@yahoo.com или на телефонските броеви 078 473 142 за паркинзи и 032 393 878. Вистински хаос се случил во центарот на Будимпешта, откако дива свиња тешка околу 60 килограми залутала во метростаницата во близина на плоштадот Кошут Лајош. Дивата свиња влегла во станицата околу 11 часот по ескалаторот се спуштила до перонот, а потоа завршила на шините. Набрзо потоа ја удрил воз, пошто животното останало заглавено под композицијата. На местото бил повикан ловец кој на крајот го усмртил животното. Откако станицата била затворена, а возот поместен, надлежните служби успеале да ја извлечат дивата свиња. Инаку, во поширокото подрачје на унгарската престолнина живеат неколку стотици диви свињи, од кои дел со текот на времето се приспособиле на живот во градска средина.
Утре времето сончево и многу топло, со температури до 36 степен. Ветрот ќе дува со брзина од 10 км на час. Влажноста на воздухот ќе изнесува 29%. Температурите по градови се следните. Штип и Карбинци со по 36 степени, во Пробиштип 35, Чешиново, Блешево и Кочани 36 степени. Температурата во Виница 35 степени, во Македонска Каменица и Делчево 34, во Пехчево 29, а во Берово максимални 30 степени. Православните верници утре се испомнуваат за светите апостоли Сила, Силуан, Крискет, Епенет и Андроник. Католиците се испомнуваат за Хилари.